Министерството за правда во периодот од мај до средината на декември годинава извршило преглед на сите матични книги на родените и умрените во периодот од 1980 до 2010 година, при што е утврдено дека точно 14.934 умрени лица во тој период се уште фигурираат во единствениот избирачки список во Македонија. Ова го изнесе на вчерашната пресконференција последна во оваа година министерот за правда Михајло Маневски, при што нагласи дека пилот проектите во општините Гостива Ривиница за ревизија на јавните книги од матичната евиденција заради прочистување на единствениот избирачки список укажале дека е неопходно потребно ревизија да се направи во сите општини во Македонија. Сакам да ви информирам за две прашања што се однесуваат на преземени активности од страна на Министерството за правда, што се однесуваат до прашањето за прочистување на избирачкиот список и активности што се преземаат за донесувањето на изборниот законник. Тоа значи дека практично овие лица во натамошните активности во текот на овој месец од страна на Министерството за внатрешни работи во управната постапка, тие лица ќе и бидат соодветно евидентирани, а се разбира и тие лица немаат понатаму да се наоѓаат и во избирачкиот список. Вака воочените слабости и пропусти во водењето на матичната евиденција беа и се уште се средство за препукување меѓу опозицијата и власта, без оглед на тоа кој седи десно, а кој лево во парламентарниот партер. Јавна тајна е дека над 100.000 фантомски гласачи се појавуваат при секои избори. Министерот Маневски тоа го демонтира. Па токму поради тоа што се оперира со некоја бројка, ние сега не оперираме со одредена бројка на оваков начин, него оперираме ние со точни податоци, екзактни податоци, со проверка на сите запишувања во сите матични книги. Значи ние не прогнозираме, него ние ги утврдуваме состојбите и ги менуваме состојбите на начин предвиден во законите. За да се расчисти овој изборен галиматијас, Министерството по согласност од владата донело одлука ревизијата да оди уште поназад, цели 60 години до 1950 година. Тоа ни покажува дека треба да се вратиме наназад уште 30 години и да ги направиме соодветните проверки според утврдената методологија и во временскиот период од 1950 до 1980 година. Тоа значи со проверката на матичните книги на родените и матичните книги на умрените, значи ќе биде еден период од 60 години, некаде од 1950 до 2010 година.